Ако веќе ако донесуваме лекс специјалис каде што предвидуваме дека годишниот извештај за работа на агенција кој што се доставува до собранието треба да содржи и податоци за следење на спроведување на одредби на овој закон и на прописи донесени согласно закон, сметам дека треба рокот да биде предвиден, да биде вклучен и дел од овој закон, да не дојдеме до ситуација единствениот годишен извештај за работа на агенцијата, затоа што никаде не пишува единствен, пишува годишен извештај за работа на агенцијата, да не направиме два извештаи каде што едниот според едниот закон ќе го доставуваме до 31 марта, вториот нема соодветен рок за поднесување, па податоците за следење за спроведување на одредби од овој закон, па ќе окрстиме годишен извештај за работа на агенција за следење на работата на закон за заштита на личните податоци, за да ги усогласиме и двата закони. Затоа сметам дека ставот 2 извештајот од став 1 на овој член се согласувам со промена на рокот од 15 до 21 март да биде усогласено и со Законот за заштита на лични податоци. Останувам на предлогот, нормално комисијата ќе се изјасни, останувам на предлогот да се додаде став 2, каде што извештајот од став 1 на овој член се доставува до Собранието на Република Македонија најдосно до 31 март во текущата година за претходната. Тоа е. Ви благодарам. Реплика.